да се биде хроничар за Охридската регија, посебно за селските населби, поточно речено за полските села, како што и самите мештани ги нарекуваат нивните родни места, е тешка и одговорна задача, затоа што сите збиднувања кои се случили низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадминат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис, кој умее на негов својствен начин да ги долови оние навидум ситници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас и се дел од нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се блиски, што ги носи како дел од себе, затоа што сите тие односи, ликови, судбини, повторно и интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите и настаните што ги опишува тој летописец, успева да му ги доближи до обичниот човек, а обичниот човек на неговите летописи не е пасивен набљудувач, туку активен учесник во тие настани. Територијата на Охридската регија е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, а богатите културно-историски, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на регионот со нивната зачуваност, разновидност и интегралност му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Почитувани мои, додека така народно да се изразам, размислував и се подготвував за моја нова дестинација, за мој нов документарен запис во Охридскава регија, се присетив за охридските села Ливоишта и Вапила, кои ги посетив пред 15 години, каде што мои домајчини, воедно и водичи во овие населени места, ми беа мештаните од овие села, кои ми раскажаа многу приказни за историското битисување, за нивните родни места, кои им ги раскажувале нивните дедовци и баби, а сето тоа го преточив во документарни аудиовизуелни записи, се присетив на летната селска слава во селото Вапила, посветена на великомаченичката Света недела, чие име го носи соборниот храм во ова село, а сето ова доведе да донесам одлука повторно да намирам во селото Вапила, да дојдам на гости кај моите вапилци, да се видам со нив, да им ја честитам селската летна слава, воедно тие да ми ги дораскажат недораскажаните приказни за историското битисување на ова село, кои останаа недораскажани пред 15 години, воедно да присуствувам на утринската богослужена златоустова литургија во чест на великомаченичката Света недела, која воедно со векови е заштитник на ова село, со која чиноначествуваше парохискиот свештеник од Охридсково црковно наместништво, која се одржа во соборната црква Великомаченичка Света недела заедно со соборскиот народ. И навистина така и бидна. За селото Вапила тргнав рано, мощна рано, во мугрите што се бели ден пред летната селска слава, посветена на Великомаченичката Света недела, но не со моето возило, со стариот руски джип со камазот, кој речиси 20 кусор години ми е верен сопатник, туку со Нисанот на Димче Ковиловски, родом од селото Ганче, каде што некаде во раните предпладневни сати пристигнавме во селото Вапила, каде што на Вапилското средсело не пречекаа мештаните од ова село, заедно со професорот Драгослав Миновски, еден од најпознатите денешни етнолози и историографи, не само во македонскиве простори, туку ширум балканскиве и европскиве простори, кој беше дојден во нова истражувачка мисија во Охридскава околија, воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Мариово филм.
Почитувани мои, 30 години патувам низ Република Македонија. 30 години ги посетувам нашите убави македонски села. 10 години сум во Дебарча, исто толку сум тука оварчево низ Охридско, а уште толку години престојувам во поранешната општина Косел. Ете по господова промисла, денеска се наоѓам тука во селото Вапила на празникот посветен на великомеченичката Света недела, чие име го носи соборниот храм од ова село. Почитувани мои, овдека наминав во ова село приказните што им ги раскажувале нивните дедовци и баби, намештаните од ова село, да ми ги раскажат, а сето тоа да биде преточено во оваа документарна репортажа. Меѓутоа, почитувани мои, овај нов документарен аудиовизуелен запис немаше да биде комплетен ако не се тука и членовите на продукцијата Марио Филм, Димче Ковиловски, кој е и дел од менаџерскиот тим на ова продукција, да се разбира тука и еден од денешните современи, не само македонски, но не само во балканските простори, туку и во европските простори, географи, антрополози, етнолози, историографи, професорот Драгослав Слабиновски и почитувани мои. Сето ова што ќе биде снимено, ќе биде преточено во нов документарен запис и што да ви кажам, гледајте не, следете не, дојдете во селото Вапила. Навистина се радуваме што те гледаме, Зоране. Полна ни е душава што ми те пречекавме со твои име, а Бога ми и нашиве пријатели Димче Ковиловски и Драгослав Миновски, каде што везден ве гледаме на телевизорон во репортажите твои. Зоране, ете сите тебе и на твои пријатели ви стоиме на располагање за се што ви треба, ми велеа на собраните мештани од селото Вапила. Откако, како што се вели, со моите домајчини си го почнавме муабетот на долго и на широко за историското битисување на нивното родно село, мештаните ме замолија пред тие да ми ги раскажат нивните приказни за историското битисување на нивното родно село, како и за старите адети и обичаи, како за Божик, Великден, Илинден, Голема и Мала Богородица, Крстовден, Митровден и другите верски празници, најсетне ние да ги запознаеме со нашите сознанија како за историското битисување на ова село, така и за православно-христијанските наши сознанија, не само за селото Вапила, туку ширум Охридската регија. Нивниот предлог со задоволство го прифативме. Атарот на селото Вапила е испреплетен од многобројните археолошки остатоци кои се нераскинлив дел од културното наследство на македонскиот народ и македонскава држава. Ова село формирано во карактеристични природно, географски, историски, етносоцијални и естетски услови на живење и стопанисување се издигало и развивало во една карактеристична хармонија. За тоа говорат најстарите сведоштва и археолошки пронајдоци кои потврдуваат дека ова село било населено во давнишни времиња. Историографските записи кои датираат од многу стари времиња говорат дека атарот на ова село повеќе од 6000 години зрачи со живот како дел на животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестидите, енгелеаните, десаретите, орестите, еордаите, елимеите, ботијаците, алпомите, мигдонците, крестонците, бисалтите, еордејците, едонисите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски и култура македонска,
а за тоа говорат археолошките локалитети. Археолошкиот локалитет Манастириште, кој представува средновековна црква, каде што и денеска се среќаваат остатоци од градежен материјал, археолошкиот локалитет Малиште, кој представува еден вид депо на монети од римско време, и археолошките локалитети Гробиште и црква, кои се наоѓаат во непосредна близина еден со друг, каде што и денеска се наоѓаат остатоци од стари христијански гробови и црква. Историографските записи кои датираат од многу стари времиња говорат дека историското битисување на ова село е поврзано со Римската империја и Византија. Обстојувањето на ова село е забележено во мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопола Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсе и Самоил, за време на владеењето на македонскиот владетел царот Самоил и на македонските владетели царот Иван Владислав и царот Гаврил Радомир од 979 до 1080 година во црковните повелби и житија за време на владавината со Македонија на византискиот император Василий II, кој со Македонија владеел од 1018 до 1025 година, во црковните житија, повелби и посланија од 1299 година на византиските цареви Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог, во црковните посланија од 1346 година до 1355 година на царот Стефан Урош IV Душан Немањич, во црковните посланија од 1365 година па се до 1371 година на кралот Димитрија Волкашин, во црковните записи од 1371 година до 1395 година на кралот Марко. Во пишаните отомански дефтери Вапила првпат се споменува во отоманскиот попишен Тапи дефтер од 1467-68 година. Исто така селото се споменува во пописниот отомански дефтер од 1650 година, во пописниот отомански дефтер од 1750 година. При крајот на отоманското владење, селото било Чифлик Сајбичко село, а Чифлик Сајби биле Аривбек и Назимбек, од кои во 1912 година чифлигарската земја си ја откупиле мештаните од ова село. Дека селото Вапила на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патријаршија 1394-1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев и топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Во книгата Етнографија на вилаетите Андријанопол, Монастир и Тесалоники е забележено дека селото во 1873 година броело 40 домаќинства, а во селото живееле 132 жители. На етнографската карта на Битолскиот вилает од 1901 година Вапила е представено како чисто македонско село во Охридската каза на Битолскиот санџак со 8 куќи. Според статистичките податоци на Васил Крчов,
кој ги водел во неговиот научен труд Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во селото Вапила во 1900 година живееле 64 жители, додека пак според податоците на Димитар Мишев, запишани во неговиот труд Македонија и незините популацијски движења, во 1905 година во селото живееле исто така 64 жители, а според германската карта, издадена во 1941 година, а заснована на пописот на кралството Југославија од 1931 година, селото имало 100 жители. Дека селото на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонскиве, балканскиве, туку и во светски размери антрополози и географи доктор Јован Трифуновски, Охридско-Стручката област, издадена во Белград во 1992 година, за селото го забележал следното. Селото Вапила се разпостила од десната страна на Косилска река. Селото е ритско, а од Охрид е оддалечено 12 километри. Куќите на ова село се распослани во долината на малата река Вапилица, десна притока на Косилска река. Селото е од разбиен тип. Селото има 5 мала и тоа Горно мало, Долно мало, Ливачко мало, Смоленичко мало и Крувче мало. Селото се граничи со селата Расино, Ливоишта и Косел. Мештаните со вода за пиење се снабдуваат како од селските чешми, така и од селски бунари. Вкупно селото има 50 домаќинства. Местностите во атарот ги носат следните имиња: Черамидница, Вапилица, Мутоорев, Скарнец, Ливајđе, Кошариште, Беновлас, Чавдарица, Арем, Манастириште, Рукоец, Мамачоврит и Тројани. Доктор Јован Трифуновски во пишаниот документ Охридско-Стручката област, издадена во Белград во 1992 година, во делот за семејните родови го забележал следното. Вапила е македонско православно село во кое живеат доселенички родови. Најстари доселенички семејни родови кои се населиле во првата половина на 19 век се Николовци или Шандаковци, кои бројат 22 куќи, доселени се во 1830 година од околината на Пешкопеја. Климовци, кои бројат 23 куќи, доселени се во 1830 година од селото Велестово. Милевци или Шмаговци, кои бројат 5 куќи, доселени се кога и претходните два рода се доселени во ова село од селото Враништа. Климовци, кои бројат 6 куќи, доселени се во 1830 година од областа Матија во Албанија. Градсковци, кои живеат во 4 куќи, доселени се во 1850 година од градот Охрид. Трајковци или Жожоловци, кои бројат 3 куќи, доселени се во 1857 година од селото Куратица, а таму припаѓале народот Жожоловци. Семејниот род на Шмаговци, а попознати се и по прекарот Милевци, кои живеат во 4 куќи, доселени се во 1860 година од селото Свињишта. Рочовци, кои бројат 5 куќи, доселени се во 1888 година од селото Свињишта. Илиовци, кои живеат во 1 куќа, доселени се во 1865 година од селото Скребатно. Лазаровци, кои живеат во 1 куќа, доселени се во
12-та година од селото Злести во Деварца, кои некое време живееле во селото Ливоишта, и мерковци кои живеат во една куќа, доселени се во 1942 година од селото Сирула. Додека пак од селото Вапила во селото Косел се иселиле семејните родови на Крстновци и Вапилци, кои заедно бројат 30 куќи. Дировци и Стевовци живеат во Горно Лакочереј, кои живеат во 25 куќи. Танковци, Анđелевци и Димовци се иселиле во селото Подмолје, додека пак семејниот род на Чечовци се населил во селото Ржаново, Малесија. Доктор Јован Трифуновски во пишаниот документ Охридско-Стручката област, издадена во Белград во 1992 година, во делот за православно-христијанскиот начин на живење на мештаните од ова село го забележал следново. Втората половина на 19 век за селото Вапила е период на обновување на селото после ликвидацијата од страна на битолскиот мудур на Башибожукот, предводен од Мурат Бејк од селото Велешта. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако е изградбата на црквата Света Недела, врз темели на постара црква, поточно речено Божрано-христијанска базилика, а за тоа говорат многобројните остатоци кои денес се наоѓаат во црковниот двор, која за време на Првата светска војна е до темел разрушена, а вообновена е во 1941 година, а зоографисана од зоографот Доне Донески од село Гари. Селото Вапила уште од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа кон крајот на 16 век во манастирот Свети Спас, кој се наоѓал во местноста Манастириште. Наставата се одвивала на македонски црковен книжевен јазик и писмо, а ја изведувале монасите од манастирот. По укинувањето на Охридската архиепископија, па се до 1944 година, наставата на македонски народен црковен книжевен јазик и писмо во селото Вапила била попречувана преку патријашиско-грчките учители, кои во Вапила престојувале од 1767 година па се до 1900 година, од екзарско-бугарските учители, кои во селото престојувале од 1900 година до 1912 година, од 1914 година до 1918 година и од 1941 година до 1944 година, и патријашиско-српските учители, кои во Вапила престојувале од 1912 година до 1914 година и од 1918 година па се до 1941 година. Иако грчката, бугарската и српската пропаганда била многу силна, сепак мештаните од селото Вапила не ја прифатило да го речи на учителите кои дескалувале во селото, кои своето образование го стекнале во Отоманската империја, како отомански учители кои трајно го спречиле обидот за асимилација на населението како дел од македонскиот народ, како од страна на патријашиско-грчката пропаганда, на екзарско-бугарската пропаганда, така и од патријашиско-српската пропаганда. Во селото Вапила во 1944 година започнува наставата да се изведува на македонски мајчин јазик и писмо.
Во подалечното минато, мештаните од селото Вапила учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отомашкото владење и за создавање на сопствена држава, македонска држава, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Исто така, селото не го избегнуваат воените действија, како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата Шведска војна, каде што за потребите на боиштата мобилизирано во разните војски речиси било сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое било испратено на фронтовите, поголем дел не се вратиле во своите родни огништа, а на многумина до ден денешен не им се знае гробнината. Мештаните од селото Вапила активно се вклучени и во народно-ослободителната војна. Во селото Вапила во 1944 година е формиран првиот селски народно-ослободителен одбор. Селото Вапила од 1945 година па се до 1950 година е дел од околискиот народно-ослободителен одбор со седиште во селото Косел. Во периодот од 1950 година до 1952 година Вапила е дел од општината Косел, каде што во оваа општина влегле селата Косел, Ливоишта, Расино и Сирула. Во периодот од 1952 година па се до 1955 година селото и натаму останало во составот на општината Косел, во која што покрај селото Вапила се наоѓале и селата Горно Лакочареј, Долно Лакочареј, Завој, Куратица, Ливоишта, Опеница, Орман, Плаќе, Расино, Речица, Свиништа, Сирула и Косел. Селото Вапила исто така останало во состав на Коселската општина се до 1965 година, каде што од 1965 година влегува во составот на општината Охрид. Според пописите спроведени за време на Социјалистичка федеративна република Југославија, во 1948 година селото Вапила броело 268 жители, во 1953 година 303 жители, во 1961 година 314 жители, во 1971 година 285 жители, во 1981 година 249 жители, во 1991 година 161 жител. Според пописот од 1994 година, спроведен во Република Македонија, селото броело 124 жители, а според пописот од 2001 година, селото броело 112 жители, а според нерелевантниот попис од 2021 година, селото брои 72 жители. Реки луѓе од села и мали градови продолжуваат да се слеваат во големите урбани центри во потрага по подобар живот. Факт е дека животот на село е неизвесен и тежок, но дали напуштањето на селото е навистина решението? Искуствата се дека она што луѓето го наоѓаат во градот во потрага по подобар живот најчесто не е ни живот, а камоли подобар. Не е ли чудо што постарите луѓе секогаш, кога ќе го завршат работниот век, уморни од таков живот во градот, што им даваше само преживување, се враќаат во селото, на парцелите и старите куќи што ги оставиле нивните предци. Покрај очигледните предности
како што се спокојството, тишината, чистиот воздух, чистата вода, можност за одгледување на собствено овошје и зеленчук кои не се третирани со токсични хемикалии, на село наоѓаат и помалку очигледни предности како што се ракувањата и директната безжична комуникација кои полека исчезнуваат. Луѓето на село не минуваат еден низ друг, туку еден покрај друг, свесни за постоењето на други живи суштества. Друга огромна предност на селото е смиреноста што доаѓа од бавното течење на времето, кое се чини дека тече двојно побавно отколку во времата во градовите. Ова секако има позитивен ефект врз жителите на селото, кои имаат многу помалку проблеми со депресија, нервоза и болести предизвикани од притисок врз нивната психа. На прв поглед, живењето во поголеми урбани средини нуди разновиден живот, пол со можности да ги оствари своите соништа. Кога ќе погледнете малку подетално, за повеќето луѓе тој живот не е толку разновиден, туку повеќе како еден монотон ден растегнат цел живот, суров ден во кој детските соништа за иднината се гаснат еден по друг, оставајќи зад себе само празнина и чувство на неисполнетост. Ги прифативме депресијата, стресот и несоницата како нешто нормално, нешто од што современиот човек не може да избега ако сака да биде примерен член на ова општество и да живее од својата најчесто недоволно платена работа. Селата се совршена средина за одгледување деца, бидејќи на село децата се будат со црцорењето на птиците, а не со звуците на бетонска дупчалка, со обрајчај или гласна музика што доаѓа од блиското кафуле. Живејќи во хармонија со природата, децата многу брзо учат да ја ценат и да ја заштитуваат. Родителите не мораат секој момент да бидат во грч, прашувајќи се дали нивното дете безбедно стигнало на училиште или кај своите пријатели, бидејќи стапката на криминал на село е многу ниска, па затоа децата што живеат на село се многу побезбедни од оние што живеат во градовите. Она што денес го олеснува животот надвор од градот е интернетот, кој овозможува брза и едноставна комуникација со целиот свет. Повеќе не е потребно да се групираат луѓе во мал простор за полесна комуникација и за размена на одредени информации. Сега можеме да следиме се што се случува во светот, па дури и да работиме од удобноста на еден тежок живот на село, наблюдувајќи го чистото ноќно небо со милиони звезди на кои се восхитуваме секоја вечер, затоа што поради градските светла, поради смогот, маглата, не знаевме ни дека има други објекти на небото освен сонцето и месечината. Од своето основање, градовите биле политички, економски и културни центри кои привлекуваат мноштво од оние кои сакаат да успеат во една од овие гранки или едноставно сакаат да го заменат својот чесен, тешко заработен селски леп со градски, послужен од туѓа печка, направен од туѓи раце. Немаме време да се прашуваме што има во тој леп или на која маса бил месен. Кога сите јадат, и јас јадам. Ова е психологијата на која паѓаат повеќето луѓе. Поради големиот број жители, ни се чини дека градовите се поинтересни и понепредвидливи отколку што се во суштина. Човек би можел да претпостави дека во секојдневните судири на стотици илјади или милиони неповрзани животи би се случиле многу повеќе хаотични реакции. Но тоа не е случај. Секојдневниот живот во градот е доста монотон, некои грабежи, силувања, убиства, протести, се брзо станува злодевно. По истражувањето на градовите, швајцарскиот физичар
Алберто Хернандо рече: сознавме дека групи од дури милиони луѓе се однесуваат како една кохерентна целина. Милиони индивидуални, слободни и непредвидливи одлуки водат до заеднички исход кој се базира на основни закони и принципи. Значи, се чини дека, живејќи во градот, полека се губиме себе си и стануваме дел од целината. Од гледна точка на владетелот, ова е добра вест, бидејќи е полесно да се управува со мноштво кое се однесува како еден организам, отколку со секоја индивидуа посебно. Од гледна точка на оние кои не се владетели, ова не е добра вест, бидејќи значи дека донесуваме само очигледни одлуки, затоа што тие се оркестрирани цело време. Толпи луѓе маршираат низ улиците на градовите кон пензионирање, а не се ни свесни дека одамна станале роботи. Целиот ден е испланиран, а половина од него го поминуваме страдајќи од работите што ни стојат на патот, црвени светла на семафори, редици каде што сме заглавени чекајќи, бескрајни реклами на телевизија. Дружењето и семејството ќе мора да почекаат уште еден ден. Поради брзиот и стресен живот во градот и осаменоста, што им ја носи на многу од неговите жители, се повеќе луѓе сваќаат дека селото, дури и она на само 10 километри оддалеченост од градот, им носи бегство од повеќето проблеми што им ги создава. Затоа, не треба да бидеме изненадени ако во наредниот период видиме се повеќе луѓе кои се враќаат кон природата и кон здравиот начин на живење. Руралниот туризам во Македонија е гранка која што има огромен потенцијал. Посебно туризам по селата и по планините. Тој рурален туризам би требало да добие сигурно признание како сериозен економски потенцијал и како привлечна опција за туристите кои бараат автентично искуство. Селската идила, планинските пейсажи и топлотата на луѓето во малите македонски села создаваат идеална комбинација за сите кои бараат избегнување од градскиот метеж. Потенцијалот на руралниот туризам во Македонија е подценет и недоволно се вложува во овој вид на туризам. Во македонските рурални области, посетителите можат да уживаат во бескрајните природни богатства, во црквите, манастирите, вински региони, органски бавчи, планински врвови и реки со чиста, бистра вода. Овие прекрасни сцени создаваат идеална позадина за искуства кои ги нудат традиционалните македонски обичаи и занаети. Македонските села ја нудат можноста за интеракција со локалното население и вклучување во дневниот секојдневен живот. Туристите имаат шанса да го доживеат традиционалниот начин на живење, да го отват со луѓето од целата разни локални кулинарски специјалитети, да ги посетат занаечиите, да имаат контакт со домашни животни и да се впуштат во уникатни искуства кои ги нуди традиционалниот селски живот. Руралните области во Македонија се познати по традиционалното земјоделство и производството на здрава, природна и квалитетна храна. Туристите имаат можност да посетат фарми, да ги видат традиционалните методи на земјоделството и да уживаат во разновидните гурмански доживувања со свежи сезонски производи. Развивањето на руралниот туризам во Македонија допринесува кон еколошката одржливост. Зголемувањето на туристичките активности во селските области ја подигнува свеста за потребата од заштита на природните ресурси и одржливи практики. За успешен развој на руралниот туризам есенцијално е создавањето на партнерства со локалната заедница. Промовирањето на туристичките дестинации и понудата насочена кон одржлив развој им помага на луѓето во селата да ги задржат традициите и да развиваат своји заедници. Македонија би требало да се отвора кон светот и преку своите рурални туристички дестинации да нуди несекојдневни искуства за сите нејзини посетители.
развојот на руралниот туризам. Не само што ќе го зголеми бројот на туристи, туку и ќе го подобри животот на локалното население и ќе го заштити богатството на природата и на традицијата. Во Македонија, руралниот туризам представува клуч за интегриран развој и орасположување на богатствата на земјата. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Вапила, да се видам со селаните од ова село, а тие да ми ги раскажат многуте приказни за нивното родно место, чии приказни се пренесуваат од колено на колено низ вековите, воедно и на летната селска слава на селото Вапила, посветена на великомаченичката Света недела, чие име го носи соборниот храм во ова село, да им ја честитам селската летна слава, да присуствувам на утринската богослужена златоустова литургија во чест на великомаченичката Света недела, која со векови е заштитник на ова село, со која чиноначалствуваше парохискиот свештеник од Охридското црковно наместништво, која се одржа во селската соборна црква заедно со соборскиот народ. Почитувани мои, како мештаните си ја празнуваа нивната летна селска слава, посветена на великомаченичката Света недела, воедно и утринската литургија која се одржа во селскиот соборен храм, кој го носи името на великомаченичката Света недела, со која чиноначалствуваше парохискиот свештеник од Охридското црковно наместништво, која се одржа во соборната црква заедно со соборскиот народ, ќе проследите во продолжение на наредната репортажа.